Петар, кој изминатиот период даде доста интересни изјави. Ќе цитирам некои слови. Голем дел од браковите, за жал, се разведуваат заради горделивост, заради тоа што сака секој да командува, заборавајќи на тоа дека главата на куќата е мажот, а жената е подвластена над мажот. Но не во смисла да и се оценени правата, таа има дури и поголеми права од мажот, оти таа е она која ги воспитува децата. Втор цитат. Јас тврдам дека жените или ќе ја спасат или ќе уништат нашата македонска нација и нашата црква, затоа што она што ќе се зачне во утробите на мајките треба да се роди, ако сакаме да обстоиме и како нација, и како народ, како држава, како црква. Сега, овие изјави датираат од времето кога владата го предложи новиот закон за абортус. Според црковните канони, абортусот е забранет и не се прифаќа во црквата. Но сепак овие изјави на владиката Петар немаат само изјава, немаат намера само да коментират околу абортусот, туку малце подлабоко. Исто, протестот со офрлањето на јајца во центар немаат само една логична конотација, туку имаат малце подлабоко. Тоа е мешање на црквата во политика. Сега, знак за тоа дека МПЦ е поблиска со власта, тоа е знак дека МПЦ е поблиска со власта, дошто со народот. Првото прашање што сакам да го поставам на господинот Димел е зошто МПЦ или високо рангираните лица таму одбираат да се во близко со владеачката партија, а не со обичниот човек. И како да се спречи тоа? Добро вечер на сите. Благодарам. Посетено стане кој. И се извинувам поради каснењето, но сепак сме на време. Кога човек доаѓа на кашта, кога каснете, не може да каснам јас, затоа што без мене може да почне. Сега, значи, зборуваме за тоа дека општ впечаток кај народот денес е дека секогаш Македонската православна црква е поблиска со владеачката партија во овој момент. Со домарно датуване, што е сосема логично како демокристијанска партија да е поблиска и партијата кон црквата. Значи, тука се зборува за некои исти ставови кои ги имаме по принцип на таа конзервативност, затоа што и во цел свет десните партии важат за по-конзервативни партии, како што е и црквата само по себе, затоа што црквата се управува со своји канони, со своји догми. На ниво на догма не може да се оди напред, нема отстапување од догмите и тоа е догматското, нема отстапување од догматското. Ова и не може да се направи никаква реформа на догматски план. Она што се случувало, тие реформи на догматски план, завршувале со расколи во црквата, така во 1954 година, во неможноста да се надмине да се појавуваат веручења, да происходи на Светиот Дух. И тоа резултира со поделба на црквата на источна и западна црква, не католичка и православна црква. За потоа веќе кога и во рамките на крилото на западната црква, на римокатоличката црква, кога ќе се случат оние бранувања со Лутер, со Квинс и со Јан Хус, значи резултираат повторно со еден расцет на тоа ткиво и формирање на оние протестантски цркви кои денеска функционираат. Затоа велам дека на догматски план не можеме да стигаме со некои реформи, меѓутоа на оној план, каде што се каноните, односно правилата по кои се уредува црквата, некогаш можат некои од нив да бидат веќе минати, да се надвор времето и со самото тоа да се веќе да се осовременат сваќањата за тие, односно правилите на црквата. Значи, тоа е голема можност да напредуваме и затоа сега одиме зашто сме поблиски ние со оваа партија. Не само со оваа, туку секогаш која е било партија да биде на власт за последните 20 години период како сме како самостојна држава, по која веќе верата не е забранувана, туку дури и стана еден вид на помодарство. Секоја власт, кога е на власт, е заинтересирана да биде близко со црквата, затоа што мисли дека доколку јавно манифестираат таа близкост, дека да поени од сето тоа. Тука е тоа постојано кокетирање меѓу
државата и црквата. Значи никогаш не може да се биде малко по тоа. Дури за време на овој режим претходен, нова обществено уредување, што се нарекуваше социализам, црквата била во соработка со власт. Покрај тоа што декларативно социализмот беше против верата и така натаму, меѓутоа од друга страна секогаш се помагало во црквата во спроведување на она помош за да се дојде до продуцирање на кадра за да може тоа да обстане. Значи тогаш па и сега секогаш се гледало дека власта гледала дека црквата е еден од столбовите на државноста. Затоа што историски ако се вратиме назад, рекол кога сме имале можност да се формираме како држава, меѓутоа црквата сепак го собирала народот. Не зборуваме дека црквата ја држава националноста и државноста, туку дека имаме едно собиралиште на народот. Така, затоа не е за чудење онаа појава, која ни се случува во почетокот на 90-тите години. Значи, после самостојувањето на Македонија, односно распадот на Југославија. Тогаш наедно се наполнени црквите, тогаш се појавија сите оние големи иницијативи за градење на големи цркви. Еве пример за тоа имаме и најконкретен во Битола, како една од најголемите цркви што е предвидена да се прави на Балкан. Тоа е во оној почетнички момент кога народот не знаеше дали ќе обстане Југославија, или ќе фатат војни, или ќе Македонија ќе биде некоја килава држава, која нема да обстане толку време. Меѓутоа она во кој што се имаше една доверба и не може да го собере народот, тоа беше црквата. И затоа се појавија секаде тие иницијативи на враќање на народот од црквата, што во голема мера ќе повторам стана тоа помодарство. Меѓутоа, од друга страна, кога ќе се прошири толку верата, е нормално и да се дојде до онаа ситуација на од квантитетот да произлезе и квалитет. Само што можам да кажем што нешто од ова. Дали како црква, значи дали како Македонска православна црква не е битно на црква да дај осеј да делува како за обичниот народ, а не за владеачката партија, затоа што сите политики што се прават и сите коментари што се прават се во сооднос со политиката на владата, а не дават осеј дека се со обичниот народ. Посебно во последниот период, значи такви изјави со допирање на интимата на жената, девалвација на жената. Дали мислите дека тоа треба да се спречи, но некој дали имате некој совет за тоа? Овако, значи црквата е поставена како институција, значи со своја инфраструктура расширена во секој село, во секој град, во секој. Така да црквата ја има носи таа пасивна улога во последниве векови, може да речем назад, затоа што веќе се загубило оно мисионарство. Односно тоа црквата била блиска со народот и пропагирала и го собирала народот, не чекала да дојде народот од црквата, туку таа свештенството, односно трчало во народот за да го собира во крилата на црквата. Сега, затоа што сега имаме на таква поставеност на теренот, дека сме секаде во пространство, имаме свештенство во секој град, во секој село, цркви, така натаму веќе се губи таа мисионерска улога на црквата и влегуваме во таа пасивност. Кога сме во таа веќе една пасивна позиција, да чекаме народот да дойде кај нас, не ќе дојде. Ова тука се губи и онаа блискост што ја имаме со народот. И сега на сето тоа кога ќе се накалиме, што е некои вакви примери каде што некои изјави дали несоодветно ќе се дадат или лошо ќе се протолкуваат или тоа ќе земат новинарите, ќе нафилуваат на сето тоа нешто. И тогаш уште кога ќе се накалиме на тоа конзервативност од тоа и дури како што спомена Георги и понижување дел од населението во конкретниот случај, значи се нашли повредени жени во изјави на митрополитот Петар. И сето тоа ние прави таа отуѓеност на црквата. Од друга страна, маркетингот на црквата, пиарот на црквата ние мораме да признаеме званикат. Затоа што колку правиме ние да ги контролираме сите оние хуманитарни дејности кои ги пројавува црквата. Имаме, да речеме,
најмногу информации за тоа како делуваат манастирот Биговски во победување на оние пороци на зависност од лечење на дрога или алкохолизам или било кои зависности. Тоа не ќе го сретнеме некаде ни за медиуми, туку личните примери на луѓе кои отишле таму, кои виделе спас, се извадиле од некоја ситуација и сега го прават тоа. Значи, сепак не правиме ние како црква, туку оние луѓе кои поминали своји процеси, кои добиле, да речем, исцеление од таа болест и ни го прават и пијат. Така манастирот Биговски стварно има една хумана дејност на ниво на цела Македонија. Потоа оние народни кои што се прават. Имаме неколку по Вардарската епархија, неколку ги имаме Скопје. И не знам тука во Битола. Има, јас сум првиот што не чув. Да речем кој би требало да го знаете. Сега сите тие работи, ако ние не ги исполнуваме, кој би не ги исполнуваме. И тука ние на тој начин би можеле да се ослободиме од она, дека ние не блиски со народ, дека ние не проводиме никаква социјална или хуманитарна дејност во црква. Сето тоа мораме ние да го направиме. Тоа е оно осовременување кој денешната црква може да го има. Само преку еден добар пијат и да се промовираат сите оние позитивни работи и она близкост од народот што има. Еве се размислува, веќе во еден период се размислуваше дури нека македонска православна телевизија да се отвори. Меѓутоа не идовме на отворени врати за тоа. Еве власта кога се кажува дека е близко со црквата, беше таа која ни кажа декларативно дека тоа не може да профункционира онака што сме го замислили ние и одиме веќе на втора варијанта да се направи нека православна радио, меѓутоа не радио значи кој би се занимавал строго со пуштање на црквена музика или третирање само на теми догматски, богословни теми, туку да биде едно радио во кој што би се емитувале секакви содржини, значи почнувајќи од музиката, да ќе има нормален дел црквена музика, би имало народна музика, македонска фолклорна музика, би имало и западна, и рок, и блуз, и джез. Не, значи може да се стави во функција на тоа приближување до народот. И секако со еден прикладен коментар, кој не би бил нападен за да го врвете народот, кој секој би бил. Значи имаше конкретно едно моје размислување за една емисија, се викала прилика, така дека, затоа што и го работиме по некој концептот на радиото, дека Бог во музиката на. И сега една емисија третира Бог во Beatles. Цела емисија се посветува на тоа. Се споменува Мадер Мери, да се нивното сваќање на Бога или некој обшто мислење. Значи на тој начин да се види дека Господ не е нешто надвор, не е црквата нешто што треба да е надвор од народот, или не надвор од народот. Бог да ве демонизира, изникне на слика од вас на интернет, кај што се сликани во Порше. Испада дека сликата, дека Поршето не е ваше, но мерцедесите и джиповите на вашите колеги се ниви. Исто така и хотелите по Приезерското крајбрежје се ваши. Сега, откаде та побуда за луксузирање на високо свештени лица? Значи, црквата секогаш била побудата од народ. Како го стекнува црквата својот имот низ историјата? Значи не е тоа нешто од небо паднато кој ќе постоја на црквата, туку во својот историски разрез црквата секогаш некои луѓе кои биле благодарни за незината помош или подкрепа што да нашле во своите животи, помагале, пренесувале, давале, донирале на црквата. Потоа црквата, нели, сите знаеме како се финансира од донации на икони, што се оставаат средства од палење свеки, сето тоа се прави капитал. И сето тоа, значи, влегувало како имот на црквата. И во еден период за целото имот се одзема, меѓутоа веќе со денационализацијата голем дел од тие имоти се враќа. Така да тие хотели всушност се, еве за конкретно говориме за хотел Бисер, тоа е направена нека затоа што бил одземен имотот и Евана користела
Тој хотел, потоа за сите оние централи потопени цркви што се познат на некоја компензација, да речем, до поклоните и хотел на црква. А потоа Израел веќе беше друга приказка, Израел се купуваше од средства, последно купување беше, значи од оние средства те национализација да се направи на црква. Тоа дека навистина имаме еден позавитен возен парк, не може да го порекне. Меѓутоа, ако се значи покуда да се направи со нашите потреби. Затоа што реално секој човек во денешно време без возило не функционира. И меѓутоа дали е баш соодветствува со потребите и нашата замисла, нашите потреби, тоа веќе сосема определува. Значи не можеме да кажеме дека не. Тоа кај мене со пошетот, мислам, беше нека леме, од една обична слика се направи сензација и беше опит да ми се возат за она моја критика на власта во тој период и веднаш како контраодговор, меѓутоа тоа ми сега за тоа дека тоа не е мој возило, најважно да беше мојот, а да можем да го донирам во добротворни сферки, затоа што секој имаме луѓе кои имаат потреба од сега. Значи, епархиите имаме доста епархии кои имаат возен парк, понеколку автомобили, но има и потреба. Сега да речеме, да зборам јас за мене лично. Имам и јас еден Audi 4, кој што годишно поминува околу 70 до 80.000 километри. И ќе речат, ајде продајте, поред ќе ја продам, денешната цена на тоа е максимум 4.000 евро. Со тие 4.000 евро ќе нахраниме една година, ќе ги храниме сиромасно тие градини кои, а потоа да се движим со такси е многу поскапо. Меѓутоа, сепак боде очи, речем, оние кои во 2-3 или по 2-3 автомобили што се имаат и не би можел да зборам на моите колеги, јас за мене конкретно кажам дека имам едно возило, мојата партија се протега на некај од тука до најсеверната точка се 3.500 километри можеби. И постојано сум на патување и дури се шегувам со тоа кога ти каде е твоето седиште на епархијата. И јас се одговарам со моето седиште на епархијата во полата. Затоа што ретко се случува да врзам 10 дена спиење на исто место. Сето тоа медицинско патувања се прават комбинации во патувањата и со авиони, со бродови, со возови, со точни изградни, така за мене се оправда, верувам, меѓутоа за колегите не би може да кажам зашто таа потреба да имаат повеќе колку што се не вижда реално потреба да се Да, може само вишно, што има прашање, после ќе има ред прашање на коментар. Пред неколку месеци проектирав на филм кој се вика Превземање и во тој филм се работи за работничка класа во Латинска Америка и таму цел град, значи сите работници издействува една политичка социјална промена. Во целата промена имаше една нишка на христијанството. Христијанството учи на бунтовност, учи на непослушност, учи на слобода. Тука се гледаме дека се случуваат протести во Бугарија, во Грција, насекаде на Балкана, но таа нишка на христијанството, на религијата е исклучена. Така може да направите на споредба зошто во Латинска Америка христијанството помага во протестите, во борбата за слобода, а тука како да ги амортизират веганите. Значи, ако зборуваме конкретно за Јужна Америка, во Јужна Америка црквата повеќе има и социјален елемент, и хуманитарен, близко со народот, колку што ја има теологијата. Потврда за тоа е изборот на овој папа. Значи,
папата кој потекнува од Јужна Америка, гледате веќе со какви размислувања настапува и колку е различен од сите негови претходни колеги. Јас верувам дека не случајно ми направи тој човек да биде поглавар на католичката црква, бидејќи после Јован Павле II, кој беше така една харизматична личност, и искористи развојот на манјините многу умешно и стегна голема популарност меѓу луѓето, дори беше дочекуван како рок звезда, на оние заеднички прослави на младината што се прави и оно што беше последно во Бразил. И потоа дојде папата Бенедикт, кој со својот, да речем, држање до стриктно до догмите и форсирање на теолошко учење, загубија многу, веднаш се отворија. Тоа значи кога не може да се покрие со позитивно нешто, веднаш се активираат оние негативни кампањи, затоа што секогаш има потреба да се бори црквата, да се напаѓа, да се паѓа сега, што ќе им дадеме, тоа ќе искористат на време. И затоа, во недостаток на негово појавување и близкост со народот, се случи тоа активирање на сите оние процеси за педофилија и што не. И сега најдна се појавува овој папа, кој се форсира таа приказка дека тој близок со народот, дека се... Значи, и тој реално е близок со народот, затоа што реков во Јужна Америка народот е врзан. Народот е традиционално верен таму и е предводен и од самата католичка црква. Значи не е тој единствен епископ во Јужна Америка кој предводен тие социјални движења. И тоа треба да се случи и кај нас. Може да премирате. Само пред да поставите само едно правило. Значи, може да поставите две прашања во себе. Ако има некој зад вас, пред вас прашање, значи ќе му се постави него, после ќе си добие тој збор, па после ние ќе се вратиме. Значи во себе имате само две прашања. Потоа ако нема никој друг зад вас да вара збор, може да поставите прашање. Но ако сакате да поставите прашање, има само две прашања во себе. Потоа, кога ќе си дозвола на другиот, повторно слободно може да се поставите прашање. Има некој прашање? Само видите погласно и се снимате. Христос рекол, кога служите, че не треба да му служите на Бог, кога не треба да му служите на мамона, не можете да му служите на Бога и на мамата. Е сега, прашањето ми е, на кого всушност Македонската православна црква му служи? Ако не е со народ, тогаш со кого? Не би можел да се каже дека не е со народ. Народот е посетува црквата, ако вери дека верува и доаѓа се јасно како религиозен народ, значи не е тоа дека не сме со народ. Може би и не може да се генерализираат работите, што значи сега мора се тоа е само институција или еден колектив од некои 600 до 700 свештеници, професори на Богословскиот факултет, монаштво и владици и епископи. Сега не може да се каже дека сите ние МПЦ да се генерализира тоа работа, да се каже дека МПЦ не е близка со народот. Еве ако за еден од нас се каже дека е близок со народот, веднаш се разбива таа генерализација на ситуацијата. Значи, повторно ќе речем, оде очи тоа дека се скапи таксите, дека тоа го одбива народот меѓутоа. И проявуваме и овие активности како народни, кујни, социјални помошни, посетување на болници, посетување на центри, прифртилишта за деца без родители и така натаму да се помагат. Значи, дали тоа повторно остануваме на ставот дека МПЦ не е близка со народот, се само интересираат парите. Значи, можеме да збориме за конкретни личности кои
направиле некои престапи да се покажале како се дали тоа една третина, една половина, 3/4, меѓутоа и една четвртина и една петина да остане од клирот на МПС со својот народ и ако е блиска, не можеме да обидиме се да не дека е отуѓен од народ и дека служи само на Смислата на прашањето беше зашто, значи, мислува на себе што одговорите, зашто, значи, црквата определи акти да се види од страна на народот, а што ќе правиме со оние луѓе кои што се другите. Значи, во таа смисла, црквата не е собствена. Затоа што дали црквата треба да биде истински обележена или не треба да биде обележена. Затоа реков јас. Значи, Христос рекол, не можете да му служите на два господари, на Бога и на во тој контекст ни беше прашање. Значи, верниот народ на МПС не го прави нити ВМРО, нити едната и другата страна имаме луѓе, кои се сакуват. И тој реков, како демократијанска партија ВМРО, се декларира дека потиска црквата и обратно и црквата секогаш покажала еве овие промени на власт дека подобро соработува со ВМРО. Меѓутоа, кој што можеме да се дозволиме ние како Македонска православна организација да влеземе, да бидеме погранот на некоја партија. Тоа може би да се пробува да се наметне, да функционира така, меѓутоа до тоа никогаш не може да дојде. Може да заличува дека е така, дека МПС е само еден огранок, како што е УМАСА или Унија на жени, дека е Македонска православна црква, еден дел, меѓутоа верувам дека не е така, дека ние во нашиот имаме луѓе кои се не може да бидат припадници на партија, декларативно, меѓутоа може да бидат симпатизери, подржувачи вечина други опции, така да не се нити сите во клирот на МПС. ВМРО, нити не може да кажеме дека немаме ни еден свештеник кој е симпатизер на СДС или на либералната партија или на ПОДЕМ или на било. Значи нема да се дозволи во некој случај една организација. Ќе ви илустрираме на работата да например преписката на Тодор Александров со Коминтерната. Коминтерната ќе видела неговата харизматичност и можност да управува со народот во Македонија, му нуди да станат дел од комунистичката партија. Меѓутоа, тој им одговара со прашањето, ВМРО е организација, а вие сте партија. Организацијата е нешто многу повисоко од партијата. Ако ние влеземе во таа партија, значи ние ќе се тујме од народ. И затоа зборуваме. Често го кажав како еден пример на тоа дека една организација никогаш не може да биде помала од партијата. Партијата е самото име на партијата. Значи партија оделува народ, а организацијата е она што треба да го Македонска православна црква не е партија, туку е една организација на верниот народ во Српска Република. Мислам дека сите знаеме, мислам и вие како свештеници, дека не само црквата, меѓутоа и другите верски заедници, за разлика кои си имаат повластени, да речем, не приходи, меѓутоа се малку повластени во однос на даношните обврзаници кои што државата како државниот апарат има во другите организации и друштва. Би сакал да ве прашам како еден од официјалните представници на МПЦ, како црквата пред големиот број на верници кои што има, доколку нема да речем транспарентност во однос на приливот на средства кои што влегуваат во црквата и приливот на средства кои што излегуваат од црквата во добродетелни цели или во други намени, кои што сметам дека иако е попластено во однос на сите тие работи, треба да биде малку потранспарентна со однос на тоа што се представува како организација, како структура на сите верници кои што веруваат во Господ. Потполно се согласувам со вас дека треба да се има една транспарентност во тоа колку приходи има на црква, затоа што
ако ги кажеме, и ако ги прикажеме, кој точно може да ги поземе. Така да нема од што се плашеме, меѓутоа знаете како се размислување. Дека ако се покаже дека црквата во овој момент има доста средства кои гледа со денационализација особено, дека секогаш провегува тој страх меѓу клирот, дека народот ќе рече дека доволно црквата ќе нема како да функционира. Мислам дека тука нешто се калкулира и се прикриваат тие реални приходи кои има црква. Од друга страна, ако земеме, да се има феодална изјава тоа дека сме ние сиромашна црква со богати свештеници. Затоа што оние такси кои ги имаме во црквата, кои се фиксни, што се знае колку чини чешта, колку чини печата, и тоа дека би го знае тој додаток дека да речеме ако се платат 3000 денари на една крштевка, тоа оди 2000 денари за свештеникот, 200-300 денари за останалата црквата, дадам се има и за фонд за помагање, така да се разпоредуваат тие средства. Сега, оно што останува модерно на црква, значи на еден храм, кој се извршуваат денес може би 10-20 крштевки, свештенството приземало многу повеќе што би останало за црква, значи за црквата останува малку. Сега, значи, свештенството не ги пријавува своите приходи и пред нас ги крие. Значи, јас како владика, добро, во Европската епархија сме на плата езика, знаем тоа. Меѓутоа, ретко како владика знае колку свештенството му зема, колку средства добива месечно. Зашто не може да се од големите земи може да се владика. А она што останува во црквите е наистина една многу ситна пара, која наистина немаме потреба да ја криеме од народот и да не е транспарентно секогаш годишниот извештај и годишниот предлог буџет и завршната сметка на една црква, мислам дека е проблем да биде објавена на оние областни карти кои ги имаме на црквите и да не може да се Сакам да прашам во однос на изјавите кои што ги давате вие и вашите колеги, да речеме и други пониски чиновници или на повисоки поглава да водите. Сметам дека црквата од секогаш имала деловно политичко влијание, дали тоа било директно прикажано или индиректно, меѓутоа имала непобитноста на сите тоа. Сакам да ве прашам во однос на различноста на изјавите по однос на одредени прашања. Дали мислам, иако тоа е поредни демократски пристап на било однос на било кое прашање, дали вие самите како црква, да речем како институција, имат утврден начин со кој што одредени прашања излегле со одреден генерален став за кој што сите лица кои што треба да ја пренесат таа религија на нивните верници би била нивниот став, односно ставот кој што го изјавуваат би бил приближно исто, односно еднакво во однос на одредени прашања. Во однос на оние современи прашања што се појавуваат, кои треба да се третираат преку еден догматски светоглед, значи тука сме единствени, секогаш не само вие кои сте православни цркви, туку и сите православни цркви сме единствени по тоа прашање. Меѓутоа, вака во начинот на ширење на проповедта, значи тука не се бара некој унифициран, значи секој е лично за себе и секој на личен начин го представува и го толкува. Сега коментари на дневно актуелни политички прашања, значи тука не гледам зошто би имали униформност во одговорите, односно да имаме унифицирани одговори и да носиме став на синот, за да кажеме што мислам јас за сечењето на дрвата во општина Центар или едно такви некои банални примери. Меѓутоа законот за оборот не е политички. Значи, во тоа прашање сме единствени, секогаш. Може би размислувањата, значи, стоиме на тоа дека абортусот е убиство. И дека тоа ставот на црквата е одамна познат. Значи, не е тоа некој ново прашање кое ние формулираме нов став сега, туку само го реализуваме нешто било. Значи, кај се најдовме ние, може би, така со различни ставови, не беа тоа различни ставови, туку беа, значи, дали некој од нас размислува дека жената треба
да биде машина за раѓање или дека во денешно време може би треба малку поинаку да се гледа на жената затоа што е направена во општеството подеднакво придонесува и не е секогаш треба да нема право на глас доколку биде запоставена од мажот да не може да одлучува или да одлучува заедно со неа за да направи тој чекор. Значи не може да се префрла различност. Не може да се збориме. Е тоа дека некој однес кажа дека жената е таа што или ќе ја спаси или ќе ја уништи македонската нација, меѓутоа што се случува со мажите? Мажите ќе бидат исклучени од таа одговорност. Ако не ја даде подршка за одгледување на тоа дете што таа треба да го роди, значи нормално некој од нас да реагира и да рече дека јас не се согласувам со тоа, дека само исклучено жената ја има улога да спаси или да уништи нацијата. Секој од нас, како личност, да без разлика на полот се има таа отговорност. Мене ме интересира како црковно лице, дали ви имате гледано филмот Вечерава ще го гледавме и како го толкувате вие, како го гледате вие животот на Брајан? Съм го гледал пред много години, затоа што тоа е филм на не се лажи на крајот на 70-те години. И кога излегува оние први видеотеки, тоа беше еден хит во тоа време, кога се провали кога се откри тој филм, беше откритие кој кружеше наистина, така се кулираше меѓу нашите генерации, јас сум 71-ва генерација, така да оние може би некој крајот на средношколскиот живот го запомнив со тие филмови. И наистина тогаш ми беше наистина симпатичен тој филм како една пародија на тоа дека што се прави, дека народот често не само најде практикува верата, да се фанатизира или да се уфилма во таа вера. И денес ми е наистина криво што закасна што не може повтор пат да го гледам, затоа што многу степни ми гледаме од тој филм, меѓутоа тој е еден филм кој наистина некој ќе ги повреди христијанските чувства, христијанските сваќања, меѓутоа од друга страна има една значителна улога развојот на христијанството, затоа што тоа е една сериозна критика на многу работи кои се случуваат во христијанството денес и кои наистина заслужуваат да бидат можеби така истретирани за да ни брзнат малце во совеста и да се размислиме дали и ние, кои сме високи представници на црквата, некогаш не знаеме така да ја искористиме верата во свој личен интерес. Затоа е еден филм кој опоменува и ден ден. Значи, тога сум го гледал со други очи. Може би не сум бил некој традиционален дневник, сега сум еден од високите представници на црквата, од историски обислир, меѓутоа и тога сум имал позитивно мислење и ме насмевал тој филм. И денеска не ме промене тој став, дека тој е филм кој позитивно влијае во развојот на христијанството и кој опоменува на младиот. Преди спомнавте дека од тие приходи од крштите и дека 2000 пример со голем процент од Јас реагирам за оде свештенство. Не е малце лицемерно да се отделува на дел за личен приход за некој што се представува како послан одговор или како некој што треба да промовира некаква хумана и да речеме идеја. Имало многу пати сме доаѓали до тие размислувања, свештенството се ставиле на фиксна плата за да ги избегнеме тие работи. И затоа што се јавува една неравноправност. Значи, ако е свештено по-добра парокија, каде што има почести и тоа има многу поголем приход, отколку некој што има истото образование, може би че не ги има истите квалитети, меѓутоа и на некој се паднало да биде да се слободи добра парокија, тој да ја наследи некој да остане во селата и да трпи за пример ние свештеници кои
друга страна, наистина, стоят на 2 кръщевки годишно, едва бързо в край с край не може да си го плати ни своето пенсионно социално осигуруване. Меѓутоа, не наоѓаме на разбирање никогаш до сега од страна на свештенството да се воведе тоа фиксна плата која би била еднаква за сите и тоа би се заштитиле, например, прво од таа различност во примањата меѓу нив, од друга страна и од оваа соблазна која луѓето гледат и секогаш најлоши делувачи. Јас сум цврсто уверен дека да сме се направи една анкета меѓу народот што најмногу смета од црквата, меѓу првите 3 работи сигурно ќе биде таксите од црквата. Меѓутоа, од друга страна мора да постојат тие такси, затоа што луѓето не знаат, не сите луѓе сваќаат која е важноста на оно што го добиваат, крштенијето или чакта потребение, така да не знаат материјално да го проценат тоа и да донираат по своја слобода. Ако е толкова вредно, не е трябвало да бъде баш по-достъпно за сите, не има високи цени предаватели или да било. Sada baš što se popravi prošlo. Možda se, znači, vidite, često pač se nosime do една абсурдна ситуација во која што луѓето доаѓаат и реагираат за тоа дека многу била чапката, затоа што коштало 3000 денари или 50 евра. Од друга страна, после тоа заминуваат и прават 500 слики од свадбата, плаќаат 200 евра за сликарот, потоа прават фешни толкави на музиките, лепат пари, од друга страна реагираат на не дека не се високи, навистина се високи според нашите стандартни тие такси. Меѓутоа, како да кажем, треба да се стискоди на ниво на секоја личност. Православието е на личност на вера и се стискоди секоја што најслабио. Сега, доколку парафијскиот свештеник си го познава, паствата, си го познава регионот во кој што живее, значи, нема да се случи, ако знае дека некоја фамилија е толку сиромашна и не може дека ќе го лиши од таа света тајна на црквата, затоа што знае дека нема луѓето толку да платат. Меѓутоа, ако тој повтор може да се ги земе да се ги наплати тие пари од некои што ќе се побогати и што ќе сакаат да се луксузираат. Меѓутоа, значи, тука е она поднашување со народ. Пак одиме на тоа дека сме малку туѓени, не малку повеќе сме туѓени на народ. И не познавајќи се собствениот народ, кој ти доаѓа на крштевка на венчарка, значи имаме таа универзална такса која оде очи. За малци ќе го заборавате да филмот. Добро би било да направиме паралели во филмот и Македонија, посебно во делот каде владетелите имаат говор на мана. Ако да сме некако владетелите, сакам да ви поставам едно новинарско прашање. Премиерот на Република Македонија, ако не се лажам, обвини за некако се корупција, мислам дека и нешто дека и сте парали некои пари. Ако не е тајна, прво прашање. О? Мене лично. Да, вас лично. За пари не може да се Да, нешто мислам дека така беше, па сакам да ја прашам ако го филмот за пари, колку пари сте побарали? Тоа ме е тоа што ви го бројат се. Средно беше, тоа дека се побарала. Значи, од оние мои критики на одредени случувања, сметам дека наистина не соодействува со православието и движењето на една фамозна организација Либертас и моето контролирање со нив дојде до тоа нека да се почувствува лично повредно таа притиска и да изреагира. Така да не знам што да кажем. Јас се размислав дали да одговорам на крајот Богов, затоа што бев обвинет првенствено беше тоа, дека не сум личен и на Поп и на Владика со моето мислување таму. Од друга страна, кога му одговорив во тој дух, дека христијански да се проштене, да го вртам другиот образ, и го сметам дека треба да биде победат него, дека биде негова повторно предизвикна дура та реакција. За пари воопшто не беше спомнати дека сум побарал некаде. Се спомнуваше дека сум побарал некоја средба.
премиерот, но тој поучен од искуството дека се објавува на Facebook, дека на социјалните мрежи, одбил да ми приготваш воопшто нешто, точно немаш барање од моја страна таква средба. И јас на тоа ми тоа одговорија доста луѓе на своите коментари, така да одбрана на тоа дека ако не може ништо занемувачко или тајно што треба да се каже, тој разговор зашто ми се плаша да не излезе како јавност. Иначе за финансиска средства, дека во Милбаре не се една таква информација. Фала. На друга страна, чинам дека црквата е единствената институција која не требаше да биде под некој си притисок на владачка структура, за да биде на нивна страна. Сите други институции чинам беа под огромен притисок за да се предадат на владачката идеологија, политичката олигархија и структурите на доминација, а црквата од друга страна чинам беше единствената која доброволно пристапи на некој начин. Од друга страна пак, направена е анализа која кажува дека Македонија има една од најголемите класни растојувања по Македонија, дека сиромаштијата постојано се зголемува, дека на крајот на краиштата терористичките права се кратат. Вие кажавте дека црквата секогаш треба да биде на страна на послабиот. Од друга страна имате огромна доминација со структурите на доминација. Од друга страна велите дека единствениот проблем на црквата е популярот. Што да сватам. Не знам тоа е што мислите за тоа. Не дека е единствено. Туку една од главните пијавата, што да не се знаем да го представим се тоа што го правим, да се извлечеме од сите овие обвинувања и опити за партизација на црквата. Јазете на своја рага да направи тој опит да докажеме дека не сме сите исти во црквата и дека не ни сакам да бидеме под јавни, нека да мисли дека сме негова лична својна и да не злоупотребува сека негова кампања. Долго време назад, мислам да тоа што МПС не дека е нема во медиумите. Премногу често меѓутоа има само како декор кога се стават каментелни слики кога се осветуваат на некои објекти, што сето тоа лошо влијае на, значи една лоша слика ставаме дека сме ние привезот на власта, а не дека власта треба да биде она која треба да се советува пред да донесе некои такви одлуки. И одавна во мене постоеше тој револт за тоа дека мораме да излеземе од таа сенка. И последното да речем, класичен потреб на тоа дека се знаеш дека емотивно се изреагирал секој од нас доколку му се пласира информација дека ќе се руши црква. Кој од нас би дозволил тоа да се случи? И сега една непроверена информација те пласираат низ некои своји канали, тоа е со сигурност така работа, само се прикрива во јавност. И затоа се случи тоа да не бидеме излизгани едноставно во целата приказка со рушењето на црквата. Ние се појавуваме, даваме подршка на тоа дека не сме да се руши, од друга страна каснеме со реална информација дека тоа е само пуштена патка меѓу нас за да или мушечки републикаме за да се напалиме ние, тоа е да изреагираме емотивно да стане на Ова беше тоа пат, еден случај со протестите на против на црквата, кога некои деца беа претекани. Сега вториот пат кога е нападна рушкина за исто прашање, зgodба за се види да исто прашање прашање. Да, тоа не знам дали се сеќавате јас или во тоа време. Бев редовен колумнист во вестникот Дневник и тогаш имав излего со сумерено смеја за тоа дека не може така да стои, да се излези како да се скандира Христос, Христос. Не е тоа начинот на кој ние изгражуваме нашата вера и нашата ревност дека сме ние поголеми христијани.
кои што ќе имаат транспарент дека не сака да се гради црква. Не треба микрофон, можам и вака. Само погласно. Сакам да ве прашам како вие, како свештено лице, гледате на принципот на секуларност и кој е вашиот став? Дали едно општество подобро би функционирало кога би било секуларно, суштински секуларно, или кога религијата буквално би ја поклопила секоја институционалната религија, би ја поклопила секоја пород општествениот живот? И кој е вашиот став? Дали во Македонија е суштински запазена секуларност или само на хартија? Значи, мислам дека ниедната крајност да се биде секуларна држава е добра, нити другата да биде теократија. Значи, тоа историјата покажала дека и едната и другата крајност водат кон една лоша ситуација. Например, во Македонија ние немаме некоја класична секуларна држава, затоа што никош не може да постои една јасна линија, која е таа линија која ние како црква не можеме да преминеме, затоа што е одовде наваму веќе е секуларна државата и вие немате право на тоа. Нити пак државата може да напрека нас во лучешка дупка и да каже сега вие седете си таму негде на некоја периферија и немаше да се мешате. Имаме истиот народ. Истиот народ е и оној што членува во партија, и оној што е граѓанин на земјата, и оној што припаѓа во црквата, што се декларира како верујќ. Затоа и немаме некоја класична можност да направиме еден класичен ресет, да одредиме тука е секуларно, тука не е секуларно. И затоа и функционираме. Некојаш ние пречупуваме границата, наметнувајќи се како црква со нашите ставови, дека по одредени прашања, од друга страна државата некоја се тема преголеми областувања, за да не се меша во нашите ингеренции и така да секојаш ќе постои таа пререкување на таа нејасна линија. Уште едно блиц прашање. Кажете ми пример според вас која држава била уназадена поради крајниот принцип на секуларност? Една или две држави, пример, што биле уназадени. Ради секуларност? Да. Која е прва земја секуларна на светот? Франција. Добро, и во која? Франција и моралот на Франција и разурнувањето на етиката во целото општество. Значи, се имаат своји последици. Од друга страна, нити таа е класична секуларна држава, затоа што многу повеќе религиозни празници стануваат државни празници, отколку што е последниот обикаен да се направи светот. Сега секуларни држави, кои имаме класичен пример, Советскиот сојуз можеби беше, Југославија не беше сепак толку секуларна држава колку што сакаше да биде. Така има некои, да, има некои луѓе тука што сме ги фатили оние југословенски времени. Во војска, во ЈНА што сме били. Значи се почитуваше тоа на муслиманскиот дел од војската, да не им се сервира свинско месо и така натаму. Секој за нив имаше посебно јадење. Значи, нели се тоа секуларни принципи. Албанија функционирала, тоа немало православни муслимани. Југославија не. Сепак се почитува некои работи како... Да, ама има разлика меѓу... ...на црквата, за да се каже дека тоа е секуларна држава. Ама има разлика меѓу секуларна држава и милитантен атеизам. Овие два примери на СССР и на Албанија, посебно тука веќе не станува збор за секуларност, туку станува збор за милитантен атеизам. Па се, милитантен атеизам. Мислите дека само атеизмот бил тука попрашање? Па да, милитантен атеизам, тоа тука веќе премината границата на секуларност. Веќе имаме, Албанија беше официјална атеистичка држава. Да. Еве ти сега со Чешка, например, Чешка беше до неколку години една од најкатоличките земји кои важеше тука и сега наеднаш најатеистичка земја стана. Дали е тоа последица на секуларизмот, дали е милитантниот атеизам и пренагласениот католицизам, кој може да одреди? Значи вака, мислам дека е факт дека живееме во време барем во Македонија,
на инстант верници и на консумеристички пристап кон религијата. Во кој што Господ, према тие верници што јас ги познам, главном се доживува како исполнувачен желби, а свештенството како посредник. И мислам дека голем број на сериозни криминалци кај нас, што се верници, баш ги прават сите тие црковни адети обичаи за да се искупат, за на крај ништо од тоа како не се врши. Што ствари многу ме потсеќа мене на тие indulgences, посулчења од среден век со кои што на сиромасите им се земале последните пари за да не одат во вековот. И сега, освен тие неколку поединци од свештенството што вие ги спомнавте, јас сум запознала многу малку од нив, ама ги има, верувам. Што друго системски прави, затоа што со својот имидж на скапи коли, скапи летувалишта, гламурозни некакви такви настапи, мислам баш го подсилува испаѓа дека сосем им одговара овој пристап на мислам на купување религија и купување, не знам, купување парче рајд. Што прави системски за да го смени ова? Дали има надеж? Јас не потекнувам од една страна, да не навлегувам сега, од една страна семејството ми е многу атеистички настроено, од друга страна многу вернички. И сега, начинот на кој што се доживуваше религија, така ми беше сосем поинаков, отколку ова што денес го гледам. А гледам сега е многу модерно, модарство е само спомнавте. Меѓутоа, дали има начин и надеж да се смени ова? За жал и јас на носталгија се сеќавам на ТВС како владика на црквата. Служувам големите празници како Великден, но јас некогаш во сиве овие години како сум и свештеник и монах и така надаме студент на факултет, сега владика, никогаш не доживеав уште еднаш Великденова како што го доживеав како дете, но тие, да речем, и празни цркви во тоа време. Тоа што наистина стануваше збор за луѓе кои луѓе кои не беа да речем сега да толку класично санкционирани, меѓутоа сепак има некои барем беа испејани од партија за луѓе кои доаѓаа во црква. Тоа што не се плашеа да исповедаат својата вера и да одат во црква. Сега, од кога се случи тоа омасовување на црквата, всушност се случи и секуларизација на црквата. Истото тоа се случи во 4 век, после 313 година. Значи до 313 година ние имаме храбри исповедници на верата, луѓе кои не знаеле теологија, но луѓе кои станувале свети со самото мачење, крштевајќи се во собствената крв. И тогаш има еден навистина голем квалитет на верата Христова и затоа има толкаво ширење и покрај сите оние притисоци кои има. Потоа, 313 година веќе прекинува прогонот на христијаните и црквата најдна се омасовува за време на Константин Велики со Миланскиот едит. И тога се случува и секуларизацијата на црквата внатре. Истото тоа многу вековно, подоцна не се случи на самом почетокот на 90-тите години. И сега ние ги трпиме се уште долги години последиците на токму нова секуларизација на црквата што се случи со омасовувањето на народот. Значи имаме многу искривени поимања на верата, што рековте, многу и од нас од свештенството, значи често знаеме да шуруваме со такви сумнителни типови кои сакаат да се платат индулгенција за оно што го направиле во нечиста капитал нивни, мислејќи дека и сега често тоа се толерира од наша страна. Системски рековте дали нешто системски правиме. Тие работи од тоа плаќање на индулгенции, а системско решение освен тоа некој наше повикување на високи црквени лидер до Христиот, а и давање на наш личен пример за тие дружења со такви верници, не верувам дека можел да се најде да се. Но и сиромашните, мислам дека и кај нив тоа е предимното доживување на религијата. Значи колку да се нема пари и да се има за повод. Мислам тоа останато од без разлика дали зашто некој може после тоа она донирање на што се случува со целоне пропратен ритуал со триење на иконите со парите и оставање, значи
го прават луѓето баш од истите причини. Зашто луѓето мислат дека ако се остават парите некоја на повидно место, ако се задржат повеќе време, дека побрзо ќе се исполни желбата. Или ако запали подебела свеќа и поскапа свеќа, дека побрзо ќе се услуши неговата молитва. Нема врска. Значи, тоа е еден само од начините на финансирање. Зашто викаме, ајде да се вратиме малку назад, ако имаме време. Значи, еден пример ќе кажем со тоа како свеќата навлегла во традицијата на православната црква, за да се користи и да... Знаеме дека во првите 3 века најчесто се служело во оние катакомби, каде што христијаните, значи во оние подземни гробни се криели, каде што било единствено спокојно место. Таму им недостасувало светлина, па се осветлувале со лампи и со свеќи. Потоа, оние побогатите почнали да ги донираат тие свеќи за да не изложуваат и онака тогашно организираната и сиромашна црква. За веќе кога ќе излезе црквата над земја, после 313 година, црквата да добие и своја символика и да почне да се употребува масовно како дар. Значи, и сега викаме, треба да се купуваат осветени цркви, осветени свеќи од црква. Што значи тоа? Дека оние што ги произведуваме свеќи во мапаца, некој стои една по една ги благословува или кој ќе се соберат по голема количина ги благословува? Не. Туку со тоа, тој само ја помага, го помага историскиот развој на црквата. А црквата секогаш во своите молитви се моли за сите оние помагатели, сите оние дарители, сите оние кои ја сакат да ја помагаат за црквата. Значи на тој начин ние го добиваме благословото Бог, преку палењето на свеќи. Ако го направиме ние приход на некој приватен продавач тука и доаѓаме во црквата, тоа со што сме помогнали ние црквата за да таа не споменува своите просби и да се моли постојано за нас. Тој е односот, дај ми нати. Јас ќе ти купам црква од црква и свеќа од црква, а ти ќе ме спомниш во молитвите. Не, значи тоа не збориме дека конкретно за личност, туку во оние општи просби, дека се молиме за сите оние кои ја помагаат црква, а не за конкретна личност, дај ми пари кои јас ќе ти се помогам. Не може да функционира тој принцип, еве ти пари, сега помоли се ти за мене, или не може да функционира оној принцип колку пари, толку музика. Ајде сега, јас ќе ти дадам 100 еври, сега ти моли се до Сабајле, а јас имам 2 дена да ти дадам, но само ќе кажа тоа да спомним. Не може така. Имате прашање? Може за поглас. Да, добро вечер. Значи, ти се ме доврзала на девојката во контекст на светова, може би ти се повтора малку конкретно да го ставила прашање. Значи, се сеќавам од прилика 90-ти години, мислам дека кога беше возобновувањето на монаштвото. Средина на 90-ти. Тие отци кои што го возобновија монаштвото и направија многу, се денес сите тие, тој брандоци, се денес владици, значи, голем дел од нив се владици, да имаат функцијата. Освен тоа што нели останале некој од нив тука, некој може би на друго место, се едно. Не ми е јасно и секогаш ќе го поставувам тоа прашање, каде е таа енергија, каде е исчезна од тие отци? Јас може би грешам, но особено што тие истите отци ја имаат функцијата сега да променат нешто. Зошто не се случува таа промена, бидејќи знаеме дека во синодот на Матац имаме може би не два брана, 2 генерации на владици. Отворено знаеме старата елита што е и како е и кои се делата нивни, а имаме сега нови луѓе кои имаат потенцијал, а промени нема. Тоа би било и извинете само уште како подпрашање, малку скопотливо, но нема да навлегувам во канони. Ме интересира исто каде е одговорноста за народот, кој што на времето беше заеднички, а сега со појавувањето на Охридска епископија се подели. И сега каде е одговорноста за тој народ, кој што е во голема мера истиот беше, ама сега поделен на 2 дела и од двете страни. Дали има и за тоа решение, бидејќи тоа е многу битно прашање? Добре, да почнем со првото прашање, наистина, до средината на 90-те години, 95-те година, па до
2000-та, главно беше на омасовување на македонското монаштво и монаштвото ја направи на прерод во Македонската православна црква, која подекна на вистина голем број на млади луѓе, успеа да го направат тој контекст со Солунц во тоа време монасите и да допре верата Христова на поголема група на млади луѓе. И денес како последица, да речем на тоа, ќе видиме кога ќе влеземе во црква, дека имаме луѓе под 40 години и луѓе на 60-70 години. Средната генерација никогаш не допрашме до таа средна генерација и затоа и најмалку имаме во црква. Сега, како што споменавте, неколку мина од нас влеговме веќе и во Синодот на Македонската православна црква како владици. Од таа прва генерација, монаштво прва, втора, тука се владиката Методий, владиката Климент, владиката Иларион и јас. И владиката Наум како предводник на тоа монаштво, односно еден од основачите на обштежителното монаштво во Македонија. Споменавте и самата дека некои од нас бевме испратени на малце до дипломатија надвор од земјата и значи со самото тоа немаме можност да редовно учествуваме на седници и некако немаме некоја активна улога во синодот. Тогаш кога се состануваме сите, веќе не знам, може би доаѓаат некои може би не толку значени прашања и навистина многу повеќе се очекуваше од нас, но ете, за жал отфрлихме според можности. Предполагам за поединци, като една генерација која се очекуваше да направи една поголема отвореност на црквата кон народот, нека даде очекуваниот резултат. Сега имаме веќе едно второ подготвување на синодот со последните 20 новоизбрани епископи од минатата година. Па да веруваме дека некојаш ќе се консолидираме и дека ќе бидеме сериозен фактор што ќе може малку посериозно да консолидираме. Второто прашање беше што? Значи, во почетокот на 2000 година, 2000-те, се случи формирање на уште една паралелна иерархија во православна црква од страна на православната опрска архиепископија, како што се нарекла. Според сознанията од терен не станува збор за некоја поголема група на луѓе, меѓутоа сепак е една значајна група затоа што остана из сивови години и пребрежје кои ги имаше, така да не може да се занемари таа бројка. Решение, односно соединување повторно на народот, гледаме сите, и едната и другата страна, во тоа што еднаш за секојаш ќе се надмине наш проблем со признавањето на Македонската православна црква од страна на останатите сестрински цркви. Сега православната опрска архиепископија има поддршката од нив, декларативната поддршка барем од мнозинството народ во Македонија ја има Македонската православна црква. И сега, значи, тие имаат еден джокер во ракав и ние имаме еден адут, нормално. И надминувањето на ова прашање е во нашата постојана отвореност и актуализирање на тоа прашање да се седне и да се надмине еднаш тој разговор, не по секоја цена. Треба затоа се долгорочни преговори, затоа што и формирањето токму на таа православна опрска архиепископија се случи како последица на тие преговори, па одредена група се согласи на некои остатки од она што се преговараше и прифати тие услови, Македонската православна црква не ги прифати комплетно сите тие услови кои се поставуваат и тогава се прекина со преговорите и се даде легитимитет на друга група. Меѓутоа, значи Македонската православна црква никогаш не се затвори за тој диалог, затоа што постојано сме во барање на наши сојузници кои би поддржале да го актуализираме повторно
тоа надминување на тој раскол кој имаме со останатиот православен свет, за да можеме да се броиме во семејството на православни цркви и тогаш ќе немаме навистина никаква основа да ги примиме оние кои се од припадници на ова, да речем, или пак тие не би имали оправдание зашто не би сакале да влезат да се цркуваат во Македонската православна црква по додатни на начин. За НАТО и Европската унија. Дали е свесно, дали знае Македонската православна црква или Синодот дека треба да црквата Македонска да исполнува многу критерии. Една од нив е промена на календар. Како што либералците што се борат против православните земји кои променуваат календар. Што става? До сега никој не може да става од Македонската православна црква. Зошто и како и кои се последиците на влегувањето на Европската унија? И се знае дека НАТО и Европската унија кој типови тие се наша други ги будат и го будат целски. Аз мислам да објасните нешто по-длабоко за ова. Значи, Македонската православна црква скоро секој ден кога дојде особено Божик одговара на тоа прашање дека не сме за промена на календарот. Бидејќи секоја се актуализира тоа прашање, посебно диаспората го актуализира тоа прашање, за да може да се поврзат разлиците и така. И бидејќи заедницата во Македонија исто така често знае да Стопанската комора и така се вика. Често пати знае да организираат тоа прашање за промена на календарот и од самото тоа, значи самото приближување на Македонија кон Европската унија како една унија, економска унија, ќе и одговара тоа да го прави нас притисокот за согласување на календарот, затоа што тие работни денови ќе се губи капитал. А сега кој стои и кој го води Европската унија се знае дека не можеме на 20 да служиме на Бога и на Мамона, ако некој во интерес на парата и на оној капитал кој треба да се створи, доаѓа со едни постојани присуди да ја тереја една црква која во секој случај би имала уште една подредба натрешна во таков случај на промена на календарите. Зошто ставот на црквата не е известен околу ова? Сме или не сме? Сме се изјаснувани за тоа многу пати. Дали треба, значи црква Значи, сака да влезе или не сака да влезе? Каде во Европска унија? Да. Кој не е нас интересот да влезе црква во унијата, меѓутоа ако е тоа за добро на народот, ќе ја дадеме таа подршка за влез во унијата, кога мисли народот ќе биде посреќен така и дека ќе ни светат рози. Мислам, не би можеле ние да кочиме нешто за тоа. Сега нема да имаме духовност. Значи не може да Не прашање правила. Не знам дали може така да се каже дека би изгубиле духовноста со. Ако зборувате за тоа дека ќе се изгуби духовноста со промена на календарот или Значи или на парата ќе му служиш, или на Бога ќе му служиш. Добро. И црквата за тоа става не. Нема Македонската православна црква членка на Европска унија. Ќе биде нашата држава членка на Европската унија и ние по некој автоматизам. Нема никаква црква да бидеме во состав на таа Европска унија, па за да изгубиме духовноста со неговите. Да се надополнам на неговото Јас имам еден поздрав, не знам дали е отворено за тоа. Јас имам проблем за одговорност. Прво, ако заедно питаме во Македонија, најголем дел од населението е христијанско. И
И второ, најголем дел од тоа христијанско население се традиционални верници кои не читаат. Не читаат. Повеќето од нив немаат ни Библијата прочитано. За нив единствено што знаат за христијанската религија тоа што вие го кажувате како владика и тоа што свештените лица го кажуваат. Сега, дали се земало предвид одговорноста на она што зборувате? Ајде уште еднаш ще Волам Ѓорѓи прочита првата изјава на владиката. Голем дел од браковите за жал се разведуваат заради горделивост, заради тоа што сака секој да командува, заборавајќи на тоа дека главата на куќата е мажот, а жената е подвластена на мажот. Ова изјава, значи, директно потикнува на обезвредување на членови на нашата заедница, членови на нашиот град, нашето общество, членови на христијанската заедница. Од друга страна, јас многу немам големи познавања, но тоа што знаме дека христијанството во основа промотира љубов, дека да се љуби ближниот свој, да се сака ближниот свој, а изјавите на вашите колеги, на владиката Петар од Девобитола, потикнуваат дури и на директно насилство врз жените. Во изјави кога тогава и моја се венчаваше, свештеникот што ја венчаваше, изјава да каже жената треба да биде 5 пати подолу од мажот. За многу луѓе, за огромен процент на луѓе, тоа е вистината, тоа е форма на љубов. И ќе дојде мажот дома, ќе подчини жената да прави било што, па дури и ќе натепа наградно, затоа што така го сватил лидер од христијанската заедница. Што мислите вие за одговорноста од една страна? А од друга страна, вие во вечерва на неколку пати се оградивте од некои изјави на МПЦ, исто така и охрабривте да МПЦ поднесува финансиски извештаи и објавува финансиските извештаи. Значи, на моменти вие сте некоја форма на активист внатре во црквата. Па јас сам да прашам лично вие, што преземате за да се променат одредени работи во кажувањето на ставовите на Македонска православна црква, за да не повикува на разделување во заедницата и на насилство врз одредени членови повторно на христијанската заедница. Иако тоа треба се однесува на сите во државава, а не конкретно на вашата на христијанската заедница. Значи, со ова што го поставите прашањето, наистина доаѓаме до она ваша констатација дека многу луѓе не го прочитале Светото писмо и дека не се ја познаваат доволно својата вера. Значи, ова изјава што има дадена на Петар, не е негово лично мислење, кој е тоа извадено од посланиците на Светиот апостол Павле, за тоа ако треба да иде на брак од мажот и жената. Меѓутоа, тоа е малку пошироко објаснето таму дека мажот треба да се, затоа што остануваат едно тело со она жената да зема мажот, и кога стануваат едно тело, значи треба да функционираат и како едно тело. Односно, мажот за сметка на тоа што има може поголема власт од жената, треба да се грижи за Светот апостол Павле советува дека мажот треба да се грижи за својата жена како што се грижи за својното тело. Секогаш да ја храни, да ја стопува и да се го негува своето тело, како што се грижи за своето тело, така треба да се грижи за својата жена. А жената само треба да се бои од мажот свој, односно затоа што тоа е една тајна која имаме меѓу Христос и црква. Како што е Христос глава на црквата, така и мажот глава на жената, на Светиот апостол Павле. Сега, значи, тука станува збор за една ерархија која има. И ајде да земеме едни поопшти примери за тоа. Дека ако двајца живеат во совместност и љубов, тогаш имали потреба од нареднување. Тогаш, сите сме сведоци, сите сме имале по некој наш толку близок, дали е тоа родител, дали е тоа наше дете или е брачен сопруг или другар или така. Значи, ако функционираме ние во љубов, ако живееме, тогаш нема потреба од ословање на власт. Тогаш се разбираме со ајде молам, но не си мол ќе сакаш ли така. Меѓутоа, кога се губи таа љубов, кога се заспира, тогаш треба да се знае кој е оно што треба да пресече за да не дојде до поголеми расправи. Затоа се става, се чита тој дел од Светото писмо, Светиот апостол Павле, затоа дека кога изчезнува таа љубов, тогаш треба да се сетиме кој е глава, тоа и да се
смиримо да профункционираме. Ако како црква, затоа што ние како црква функционираме така. Нели имаме верен народ, имаме ѓакони, имаме свештеници, имаме игумени, имаме владици, имаме главари. И сега секојаш доаѓаш до тоа, ти можеш да бранува све, меѓутоа, ако Дискриминацијата се стои. Дискриминацијата се стои. По таа врска, значи секаде стои тоа. Значи и во општеството прифатена е, ама исти сме, ама не сме толку исти и ние сме малце по-добри. нека се малце поисти. Да, ете така. Да. Имаше зашто вие лично предемате? Што предаме се јас? За жал, Се изјавите на Фейсбук. за жал сега тоа е една толку дозовска лична политичка која верувам дека вака со една подршка ќе освести и други луѓе да почнеме да го работиме тоа за да се приближиме малку до народот со една наша поголема транспарентност и едно поголемо приближување до народот. Значи, ако било најавено, сега може да видите колку сме заинтересирани како црква да се тоа да го спроведеме. Ако било најавено тука дека јас вечера ќе бидам гостин, ќе се собрале тука 100-200 луѓе, да немаме ни еден представник на клирот, да го заинтересира тоа што, значи, доаѓаме до тоа дали некој се плаши да дојде тука да не биде забележен, да се вратиме пак на дека некој е поглавен од другиот. Не знам што да кажем. Реков одавна и таа своја битка се однесува на мој стави, што да го пишува редовно и објавува в колумните дневни, па сега во последно време така и на оф-нет, така и гледам да навлем во повеќе сфери, да добреме нешто да поголем број на луѓе. Затоа што додека народот не е препознат како едни од нас сите, значи секој ќе постои таа бариера и секој ќе се ќе би кажуваш. Значи кога ќе ја стекнеме таа доверба, дека ние сме исти како луѓе, дека не сме нешто повисоко од другите луѓе, значи тогаш ќе доаѓа до една можност ние како обични луѓе комуницирајќи да ја стекнеме таа доверба меѓу себе и да се отвориме едни кон други. Значи во мојата епархија сега имаме прилично млади луѓе кои се втора генерација или тази знамената емиграција. Јас кога одам таму не можам да се наметнам како духовник меѓу тие луѓе кои да изборувам за некоја висока теологија. Знаете, тоа стане еден чудо. Ќе дојдат да ти слушаат, кажа нешто, не го разбравте, толку завршува тој контакт меѓу нас. Меѓутоа, ако ние излеземе заедно да се напиеме едно кафе, да посетиме музеј, да изгледаме утакмица, да изиграме фудбал или кошарка, нешто кое ќе те почувствува како еден од себе, веќе се отвора и во наредна прилика доаѓа и се отвора човекот и вика, абе знаеш, малку имам проблеми, дома можеш ли да ме посоветуваш, тогаш се отворите, тогаш веќе со тие луѓе можеш да работиш подобро и да дадат резултати. И веќе имаме резултатите рекордни. Токму благодарение на вклучување на таа втора генерација на нашите луѓе во диаспората, кои ги придобив на тој начин. И затоа се обидов и тука нешто да спроведам во сето тоа, сега какви се резултатите, дали ќе се резултати или ќе има само санкции и конкретно, тоа ќе не сме време. Какво прашање? Која е процедурата за открстување на институцијата? Открстување? Значи вака, не значи дека ако ние сме се крстили, дека сме по некој автоматизам христијани. Не сме христијани по тоа што сме се крстили, туку по нашиот однос на христијанството. Ако човек, како викаме, повеќе од 4 недели, односно или 2 месеца да видат, не е дошол во црква, не се причестил, не се соединил со Христа, самиот отпаѓа од тоа христијанство, меѓутоа му се дава таа можност, значи тој си веќе не е открстен, меѓутоа не се чувствува припадник веќе на таа. Нема исписница некоја која се дава, меѓутоа сами со нашиот однос покажуваме дали сме веќе христијани. Нема процедура ни за развенчување. А може да се стави со плаќање, што ќе има процедура? Не, интересира за тоа што како верници, или има крштен лист, како можат да се открстат? Да излезеш од крштење, да се отпишеш.
Да, значи според И верата да Едноставно се декларираш како крштевањето постои. или Основањето да ставиш веројатно. крштевањето на постои. Значи нема открствување така затоа што секогаш ни се дава таа можност да сме го направиле точно публично очекувам открствувањето на нашето открствување од христијанството. Во моменти на покаяние, бидејќи нема втора можност за крштевање, да го актуализираме само со нашето подобро. Немаме ни посебна процедура на развенчување, туку црквата само обзнанува дека правно дејство разум. да, имаме право на дејство радот кој го прави државата. И ако бараме црква на радот, црквата не развенчува, туку само обзнанува оно што го направила институцијата, држава или матична. Ирина, сачи што да прашаш? Драган бил Драган, Чорни Ако сите треба декларативно да се направи, од црквата организирана хиерархиски организирана. Зошто е хиерархиски организирана и уште едно две кратки прашања. Вие има приметено, мада ајде селективно, не доволно жестоко ги осудувате двојните, а не величат црквата, двојните вредностни стандарди на добар дел од верните верници. Особено повикувањето на насилство против одредена група, било која идеја. Што тие стално се кријат зад религијата и сега вие како духовни водичи треба да го осудите тоа насилство, повикување на насилство. Дури на вашиот профил е приметено, вие да ги осудувате, веќе одредени па и не ги осудувате. Тоа ми е прашање. Конкретно мислам дека имаше за денот на хомофобијата, мислиш дека беше кога имаше полумизија било слично, а не ги вие напред да коментирате на тоа. А која насилство, да? На коментарите. Да. Треба. Да, меѓутоа, ако влезеш во лична преписка, тоа ќе значи, оно што сум сакал да го кажам, сум го кажал во статусот или постот, како го нарекуваме. И сега, ако треба нешто да се објаснува, ред да влегувам во... Добро, нека не е кара, се како широ. Добре, да. Значи, да првиот дел од прашањето. Првиот, зашто ако сме правници, за евроскетот. Значи, како што споменав и поправкав, и секаде мора да имаме таа иерархија за во случај на исчезвање на љубовта да се даде да функционира. Иначе, значи имаме онај латински израз што го имаме приморски трепаде. Прв ми глед накрите, значи може да бидеш прв речесан во власт. Тоа е нашто се бара. Сега реков, ако некој мора да предводи авторитетот од таа иерархија, често пати, што е сосема погрешно. Меѓутоа, за да почне да функционира, да е така. Потоа веќе се напилуваат тие граници. Еве, гледа, како е твојот однос во фамилијата. Се знае, родител, постариот брат до најмалиот. Меѓутоа, веќе тоа ќе пораснат. Децата кои се гнуваат равноправно со родителот на нас, се другата иерархија, зашто останала близкост и разбирање во а додека да изразне секојаш мора да има таа секоја институција. Господине, таму да се стои. Само погласно Може, ако се слуша. Здраво, говорам јас. Ме интересира две прашања. Првото е како мировен активист, близко ми е Христовото учење или филозофија, подобро да кажам, тоа јас гледам. Од друга страна, борба за христијани злоупотребена за време на војната од 2001. МПЦ во исти реклами беше со реклама за армија или реклама за полиција и тука беше крсто знание од МПЦ. Дали некогаш е разговарано на дали официјално или вие неофицијално како влада монашко тогаш околу овие работи, според мене звучи злоупотреба. Втората работа е да, името на црквата е МПЦ, но мислам дека тоа е црква на
православниот народ во Република Македонија, ако добро се најдам. Но од друга страна архиепископот го спомнува македонски народ, толку често во неговите интервјуа, што не знам дали ги офрла другите, а имаме во Македонија и други народи кои што се православни. Чисто тој етнофилетизам не е типичен само за Новаца, верувам дека е типичен, но дали некако е адресиран или сметат дека треба да биде адресиран. Да, и двете прашања некако се врзуваат во еден истин поглед, филетизмот е наистина она причин и за таа злоупотреба на Македонската православна црква во 2001 година, затоа што преку филетизмот се поистоветуваат вера и насилие. И затоа и зборувам дека секогаш емотивно некако се реагира туда и одиме во тие крайности да бранеќа нацијата, да црквата декларативно да застанува за добро на нацијата и обратно. Секогаш кога ќе се нападне црква, цела нација да стане да ја брани тоа што само декларативни верници. Етнофилетизмот е осуден како појава во православието, затоа што е штетна појава и издига и самата нација на, ако не е повисоко, барем на исто равниште со верата. И од тука произлегува, значи, како последица на тој етнофилетизам е и овој проблем на имињата на православните цркви, затоа што националното стои пред верското, што е наистина нелогично. Затоа што така ги користиме имињата, и Македонска православна црква, Грчка православна, Бугарска црква, а не може да биде националното пред православното. Значи многу по-православно и по-исправно име на секоја една црква би било православна црква во Македонија, православна црква во Грција и Бугарија и во таков случај, значи ние не би можеле и да се обраќаме во нашите постојани обраќања само на македонскиот народ. Значи вака дека го имаме легитимна оправданост Македонска православна црква да се обраќаме само до македонскиот народ, што не е него оправдано и не е искрено посебно. Доколку би било православна црква во Македонија, тогаш би ги подразбирало и сите оние други помали заедници кои имаат и православната вера. Да имаме во Македонија дури и албанци кои се православни, цели села, тамо некде над гостивот кај Планичко или не знам. Тие воопшто да ги спомнуваме, туку им ги дават некако отфрлајки ги, им ги сервираме многу поблиско да ги прифатат во истата финта, по национално да ги прифатат муслиманите кои се доминантни каде да се трансформи. Това ќе биде големски да се држава. Ќе ги изгубите и црквата, а и ќе изгубите Не треба. Само бидете погласни. Ќе бидам погласен. Имам 3 прашања во интерес на времето, само да ми одговорите со да или не, ништо повеќе. Првото прашање, дали Македонската православна црква има подпишено унијанство со папата да го признава како представник на земјата, како духовен представник на Бога на земјата? Да или не? Не. Второ прашање. Дали вие знаете дека ако влеземе во Европската унија последно во НАТО, сме должни во рок од 6 месеци да донесеме закон во кој може да стават граѓански брак без веќе и бебери. Во рок од 6 месеци. Тоа го се случи и во Албанија. Кога легаа во НАТО по 6 месеци го донесе истиот закон. Дали ако тие и такви граѓански бракови дојдат и побарат од вас благослов да ги венчате, ќе ги венчате таа или не? Не. Трето прашање. За христоликоста, за вашата христоликост, дали е ова доволен добар пример Исус Христос кога одеше на цветници во Јерусалим, одеше на остров, на Магаре. А вие уболековте сега за една констатација дека Македонската православна црква е сиромашна црква со богати свештеници. И нашето свештенство гледаме вози джипови, луксусни коли и така. Дали за вашата христоликост е добар пример тоа што Исус Христос тогаш влезе со магаре во Ерусалим?
а не може да влезе со некој медицинер или некој арапски јат, како сегашните ваши јатови што се наречени джипоите и колите, дали е ова доволен пример за вас, за вашата историкост? Да покажеме за вашата вера и за вашите дела. Вашата вера е од една страна, вашите дела се од друга страна. Лицето и опачината на една монета. Дали е ова добар пример за вашата христоликост? Дали можете да се гледате на Исус Христос? Христос дали е добар пример? Да. А зашто тогаш не возите вие такви коли, а возите джипу и тајницусни коли? Друго бега, значи, имаме свештеници што може да ти фичат. Значи, во тоа време, најдобро превозно средство, покрај Лепицанера, ако било највисоко, како што спомнате, најлуксузно возило превозно средство, после тоа било најниско. Сега, значи имаме свештеници што возиме Лепицанери, Мерцедес и не знам како коли, меѓутоа имаме свештеници што возат фичо себеште. Значи, тие се покрити од един въпрос. Да. Прашање што сакам да поставите дел на говорим и да се Значи, ево помојно. Во последно време актуелно станува еден предлог да се дефинира бракот во Уставот во Македонија како заедница меѓу маж и жена. Сега, во исто време се случува во многу држави во светот, секој ден во нови држави во светот да се дозволува брак помеѓу лица од исти пол, во хомосексуација. Сведоци сме на тоа дека во некои места се има случајно свештеници да венчаат хомосексуација. Сега да прашам, сега вие рекате дека тоа не го направите моментално, не? Но како гледате сега на тоа да се дефинира бракот во Уставот и како да речам, дали може би некој индивидуален човек од мотаца, некој свештеник или други свештеници имат понекои идеи и дозволиле брак помеѓу или венчале луѓе од исти пол, или тоа е слабосите. Според учењето на црквата, меѓу сите овие 20 века колку тој црквата 21 век дотера, бракот е секогаш во црквата прифаќан само како една заедница на маж и жена. И ние, значи тоа е веќе едно догматско учење зимното и ние немаме можност да немаме таа догма, ако се вратиме на некои прашања кои одговарат дека догматско, не сме спремни за измени. Доколку некој сака да се додвори на одредена група на луѓе, сметајќи ги дека ќе носат приход, може би некој свештеник ќе се излаже да го направи. Меѓутоа црквата официјално никош нема да дозволи таква работа. Затоа што се држиме до тоа учење кој ни е предадено и рачунајќи од Адам и Ева, дека се вади реброто на оно, се вади женската природа од човекот и со соединувањето е човек во полнота, не маж како човек. Потоа и Христос со доаѓањето на првото чудо што го прави токму на една свадба во Кана Галилејска, каде што присуствува со своите ученици, и тоа е уште една потврда дека законитиот брак е волја на христијанството. И затоа ние се држиме до тоа и не отстапуваме. Од друга страна, ако ова власт го вметне тоа во Устав, на кој начин ќе го вметне? Затоа што собрание има поголем број на луѓе и ќе го изгласат тоа и ќе функционира. Тоа е само едно краткорочно одложување на проблем. Ќе дојде некоја друга власт, со некои други размислувања, со мнозинство и ќе ги надгласи. Не може да се реши на тој начин. Значи државите не се имуни на тоа. Така што политиката може ради дотворување на одредена група на луѓе, поведени од тие човекови права, и желни да сака да му угоди на одреден слој на општеството и да им ја даде таа можност да стапуваат во тие бракови. Меѓутоа црквата секогаш ќе биде напрово тоа и никош нема да дозволи. Како коментирате изучавањето на луѓе пол од страна на мислам дека во протестантската црква беше тоа не е точно.
Така, значи, тие протестантски църкви отиваат до там дори свещеници и епископи да имат жени. Така да, от тази търка по народ, значи гледаш ти на терен, дека немаш народ, одиш и се приближуваш и влизуваш на определена група на люди, които сметаш дека еве тие ки се църкуваат там, затоа што ти си единствениот тук имаш ексклузивитет, кој ми даваш таа можност да видите во закониш църква тој брат. И затоа сум църква, затоа доаѓаме до тие църкви, нешто Господ братот ме запомним. Дека кога ќе почнеме да се цепкаме така едни стар календар, нов календар, и сите кога ќе се разцепкаме до толку, тогаш ќе мораме не можејќи да го обединиме народот и да го придобиеме само едните, тогаш ќе сите ќе си бараме некоја целна група, едните да ги придобиеме, не знам, геј заедницата, другите да ги добиеме оние на контрастрана, што нека дозволува тоа по некоја цена да се случи, едни кои ќе го сакаме нормално, другите ќе трчаме оние кои го сакаме тезгас и така натаму. Значи затоа и не се размисла во таа насока да се прават подстапки, затоа што тоа било разслоило делото на црквата, а потоа дека ќе бидеме ние така опозиција да трчаме да им угодуваме